Што ако ти кажам дека можам да го направам сетот поголем без да ја поместам камерата? Треба да ми веруваш. Алатката на Photoshop Generative Fill не е само за фотографии. Ако си видеограф, оваа алатка е револуционерна. Денес ќе ти покажам како со неа можеш да го прошириш сетот, да додадеш движења или да поправиш грешки. Да почнем. Замисли дека снимаш во многу мал простор, ама сакаш да го направиш да изгледа поголем. Нормално би ти требал поширок објектив или па некој креативно кадрирање. Но што ако едноставно можеш да генерираш повеќе простор? Јас на пример снимив цел музички спот на само еден кревет и позадина од цигли, а со помош на оваа алатка направив да изгледа како да имам 20 различни сетови. Никој не би ни претпоставил дека целото снимање е направено на едно место. Сега нормално ова може да изгледа фейк ако не се направи добро, но реалноста е дека никој нема да ги забележи тие грешки. Зошто? Бидејќи целото внимание паѓа на човекот што е во кадарот, не толку многу на позадината. Трикот е во тоа да не се обседнуваш со перфекција. Ако изгледа доволно реално и не привлекува непотребно внимание, супер паци. Ајде да зборуваме за грешки. Можеби не си забележал дека имаш некој статив во позадина или можеби бум микрофонот ти влегол во снимката. Со Generative Fill нема потреба од повторно снимање. Само го бришеш проблемот. Ова е исто така одлично и за клиенти. Го знаете оној момент кога ќе ви кажат: "Абе, сакам ова да го трнеш, ајде да преснимаме однова." Нема потреба од преснимување. Едноставно, 2 клика и тоа е тоа. А сега доаѓа најинтересното. Што ако си снимил статичен кадар, а потоа сакаш да додадеш зумирање или движење? Generative Fill ти овозможува да го прошириш кадарот, за потоа да додадеш зум или движења какви да сакаш. За видеографи што работат со 4K или 6K материјал, ова значи дека може да снимаат пошироко и да си прават различни кадри подоцна без снимање одново. Дури можеш да скокнеш и од 4K на 8K, а при тоа резолуцијата да ти остане непроменета. Исто така оваа алатка е многу корисна за тамнеили или кога сакаме да додадеме некој motion graphics над глава, од лево, од десно, од кај иде. Само да си отвориме простор. Видеографи, еве зашто треба да користите Generative Fill. Без разлика дали поправате грешки, проширувате кадри или пробувате нешто креативно, оваа алатка е спасител. Ти што го гледаш видео, пиши во коментар која е најлудата работа што би ја направил со оваа алатка. И не заборај да стиснеш лайк, да се сабскрајбнеш на каналот, да уклучиш нотификации и да ме следиш на Instagram stef.steady за повеќе совети. Се гледаме во следно видео. Чао!